Државните болници се борат со недостиг од лекари. Трендот на заминување на медицински персонал продолжува. Алармантен екзодус на лекари. Податоците откриваат загрижувачки трендови. Годишно околу 250 луѓе во бел мантил го напуштаат јавниот здравствен систем. А од друга страна, подолг период не им се решава статусот на приватните специализанти, чиј број изнесува околу 500. Во овој издание на Трини со уни ќе биде доктор Александра Георгиева, председателка на Сдруженијето на приватни специализанти. Доктор Георгиева, најпрво честитки, денови ве специализирате на кардиологија. И сега што понатаму? Ви благодарам за честитките, ви благодарам за поканата и шансата да проговориме на оваа важна тема. Како и секој приватен специализант, во моментот кога ќе станете специјалист, односно ќе го завршите процесот на специјализација, вие немате работно место, односно сте, нели условно кажано, слободен стрелец на пазарот на трудот, да ги понудите вашите компетенции таму каде што се бараат, односно најчесто тоа е во приватното здравство. Ние сме една од ретките земји каде имаме државни и приватни специализанти. Да, тоа е исклучителен феномен. Значи, приватни специализации моментално на глобално светско ниво постојат само во Македонија, Албанија и Косово. Пред некое време постоеше во Србија, но се направи една трансформација на сите специализанти и сега и таму нема, така да тоа сме последните 3 земји на глобално на земјината топка кои што препознаваме приватни специализанти. Околу 14.000 евра приватните специализации чинат за 6 месеци. Земате плата околу 26.000 денари, за разлика од вас, државните специализанти земаат просечно околу 45.000 денари плата, плюс дежурства и стигаат до околу 1.000 евра. Нели е парадоксално специализант да зема плата од 26.000 денари? Апсолутно, таа мерка започна во 2018 година, кога 26.000 денари беше всушност нешто благо надпросечна плата во Македонија, но нели многу години подоцна, денес во 2024 просечната плата е чинам околу 40.000 денари, но приватните специализанти останаа на тие 26.000 денари. Дополнително им беше укинато здравственото осигурување, така да ниеден приватен специализант во државата во моментот, доколку не си плаќа сам на фондот на здравствено осигурување, не може да се лечи во институцијата каде што специализира, односно каде што и самиот лечи пациенти. Ние внимателно ги следевме изјавите на актуелниот министар, доктор Таравари, каде што говореше за укинување на приватните специализанти, односно некоја дискусија која што би сакал да ја покрене со деканот на медицински факултет Скопје. Најпрвен е важно да кажеме дека приватни специализации нема само на медицински факултет Скопје, значи има дополнително и на Штипски и на Тетовски. Нивната бројка континуирано расте, бидејќи нерационално се распишуваат конкурси со огромен број на приватни специализации, бидејќи тие се исклучително лукративни за факултетите, бидејќи да, факт е еден приватен специализант во текот на својата специализација би дал над 14.000 евра на факултетот по смисла нели на плаќање на својата едукација. Замислете, ова е еден личен парадоксален момент кога го дадов записникот во деканатот за медицински факултет, нели со цел да издадат решение. Првото нешто што ми беше проговорено беше 1.000 денари. Откако ќе дадете 14.000 евра како доктор и работите за 26.000 денари и дежурате, треба да доплатите 1.000 денари за државата да ви издаде уверение дека вие сте станале специјалист. За мене тоа е символично, но говори за една колективна негрижа на системот кон медицинскиот кадар. Го споменавте министерот за здравство Арбен Таравари, кој уште од самиот старт со преземањето на функцијата најави голем број на реформи, амбициозно вклучувајќи решавање на статусот на приватните специализанти. Една негова изјава ми остави впечаток на приватните специализанти да им се даде решение за работа, а тие да работат онаму каде што има дефицит на кадар. Тие места да бидат пополнети. Сепак ќе треба да се договориме. Со мала формулација сепак ќе треба да се договориме, всушност дали министерот остава простор, алиби дека се уште може и статусот
на приватните специјализанти ваков како што е, да остане статус кво и на подолг период. Предпоставам дека сега ќе мора да се обрати до Министерството за финансии да видат дали во буџетот има пари за вас. Предпоставувам да, тоа е финансиската импликација е сигурно една причина, но и ќе има голем отпор, предпоставувам од сите образовни структури инволвирани во процесот на приватни специјализации, бидејќи тоа ќе значат над 2 милиони евра од сметките на факултетите кои што ќе треба да исчезнат магично. Дополнително, во однос на тоа ќе се договориме, не знам дали министерот смета на владата и министерката или со приватните специјализанти, ние се уште очекуваме повик од кабинетот на министерот да оствариме средби и да предискутираме за нашите предлог решенија. Кога ја прокоментирав неговата изјава, ја прокоментирав во аспект на тоа, ние не сметаме дека Министерството и државата треба да преговара и да се пазари со медицинските факултети. Сметаме дека треба да се направат реформи во делот на Законот за здравствена заштита, кој што ги пропишува приватните специјализации, односно да настанат измени на законот со кои што ќе се укинат. Така нема да постои правна форма да факултетите распишуваат нерационално, несоодветно на потребите на државата. Проблемот со кој што ќе се соочи министерот можеби е свесен, можеби не, има голем мисмеч. Тоа што е креирано како кадар последните 10 години и потребите на државата апсолутно не корелираат. Зошто? Затоа што приватните специјализации се распишуваат врз број на слободни менторски места. Тоа значи дека ако има слободни менторски места, да речеме на клиника на кардиологија, вие ќе распишете 20 кардиолози, а вие воопшто немате потреба за кардиолози, дури имате вишок, а од друга страна нема да распишете педиатри, бидејќи нема слободни менторски места, а државата кубари со педиатри. Тоа многу ќе го усложни процесот на вработување, бидејќи потребите на клиниките, особено на болниците низ државата во централна Македонија, нема да одговара на тоа што ние го имаме како профилен кадар. Затоа, како едно преодно решение, ние го предлагаме покачувањето на платите до средна плата, значи на ниво на држава, бидејќи тоа е нешто што може одма да се ефектуира и да се покаже дека навистина има политичка волја да се реши проблемот, а не е само една предизборно ветување како и многу други кои остана нереализирани. А процесот на вработување апсолутно треба да се случи, при тоа, да повторам, да се укинат приватните специјализации, но да има и таму измени во Законот на здравствена заштита што ќе им даде правна предност, законски механизам на приватните специјализанти при апликација, бидејќи начинот на кој што е моментално законот, доколку се отвори конкурс на било која клиника, болница, здравствен дом, без разлика, значи дека може да аплицира било кој. Тоа значи дека може и колеги кои што току дипломирале да аплицираат и да му го земат местото на некој колега кој што е 6-та година и има уште 1 месец пред да стане специјалист. Сметаме дека тоа е нефер, особено познавајќи го трендот на политичките вработувања во Македонија. Не би сакала да имам скептицизам, но искуството ми говори поинаку. Би сакала да приватните специјализанти имаат еден правен механизам да се заштитат во тие процеси на вработување, за на крајот тие 500 согласности на вистина да бидат наменети за приватните специјализанти, а не за одредени нарачки. Кое е конкретното решение кое што го предлагаме? Се прават ранг листи во кои што дури 60 поени од вкупно 100 носи еден тест на писмено оценување кој што провизорно и навидум би требало да го процени знаењето на докторот кој што аплицира. Најпрвен тоа не е така, бидејќи многу често прашањата не се ни поврзани со темата за која што аплицирате. Например, јас сум аплицирала на конкурс, аплицирате за работа на клиника за кардиологија, но прашањата може да се неврохирургија, може да се инфектологија и така натаму, сосема несоодветен тестот. Дополнително тестот најчесто се користи како алатка да ги подели кандидатите на подобни и на подобни. Недостигаат педиатри, гинеколози, инфектолози, анестезиолози, има дефицит на патолози. Дали ова се должи на тоа што младите лекари не се атрактивни одредени медицински струки или перспективата се повеќе ја гледаат надвор од јавното здравство? Јас би рекла дека тоа се должи на неодговорните здравствени политики на Министерството на здравство и целокупниот сите инволвирани фактори во тој круг, бидејќи за вие да станете државен специјализант, вие мора да бидете вработени. Ако клиниката за инфектологија, педиатрија или болниците не вработувале лекари кои што ги упатувале, тоа е искрирало недостаток.
Прашањето е зошто тоа не го правеле, зошто не планирале однапред каков тип на кадар треба. А што се однесува до приватните специјализанти, најчесто не се запишуваат на тие гранки, бидејќи сметаат дека тешко би дошле до вработување, повторно пречка се тие нарачани вработувања и дополнително на некои од тие катедри има мал број на професори, па немаме слободни менторски места и медицински факултет едноставно не распишува специјализации. Ако се пополнуваат работните места во здравството според принципот таму каде што има дефицит на кадар, сега ве прашувам лично, доколку бидете вработени? Ви рече доктор Александра Георгиева, вие ќе идете да работите во клиниката во Охрид. Би прифатиле? А сте од Скопје? Ако говориме за трајно вработување, не. Доколку говориме за привремено додека болницата од Охрид не се екипира година, 2-3, апсолутно да. Не би оделе во Охрид да работите, а би заминале во Германија, да речеме. Да, апсолутно, затоа што условите во Германија се подобри, платата е многу подобра. Доколку државата бара од вас да правите жртва, државата треба да возврати таа љубов. Тоа е двонасочна улица. Која е главната причина поради која младите здравствени работници се заминуваат од државата? Фактот дека не можат да најдат вработување, фактот дека системот е исклучително нетранспарентен, преди се нормално економската сатисфакција, финансиската несигурност и на крајот од денот е потребата да се работи во една високо развиена установа. Во минатото имаше покачување на платите на лекарите. Колку висината на платата е пресудна да останете во државата? Јас би рекла дека за најголем дел, јас не можам да говорам од името на сите, е клучна. Нормално, бидејќи висината на платата го дава квалитетот на животот. А квалитетот на животот е, според мене, целта на битесувањето на секој еден човек, бидејќи тоа не го дава само неговиот личен квалитет, туку за онаа семејство кое што некој или некој би го креирал, но не единствената причина за екзодусот. Јас повеќе би рекла дека причината за екзодусот е несоодветната организација, фрустрациите кои што се наметнуваат на младите лекари и фактот дека се чувствуваат заробени во системот. Светската здравствена организација ја нагласува критичната улога на човечките ресурси во одржувањето на функционалниот здравствен систем. Ен Јоханес, представник на СЗО, ја нагласува неопходноста од инвестирање во здравствените работници. Соработката со други земји за зајакнување на капацитетите за нега и исправување со недостиг на работна сила се суштински чекор. Дали државата не умее, не сака или не знае како да го искористи човечкиот капитал со кој располага? Рекла дека помалце од се, но клучниот проблем е намањето на стратегија. Јас еднаш во изјава кажав дека секогаш министерството започнува со секој нов кабинет. Како што ќе се смени министерот, се менува кабинетот, како што се менува кабинетот, се менува визијата за тоа како треба да изгледа здравствениот систем во државата. Вие не можете да градите здравствени политики ако на секој, 2, 3, 5 години, како што се менува министерот, константно го менуваме наративот за тоа како треба да изгледа здравствениот систем. Значи, треба да се донесат фиксни политики, кои што нели би биле среднорочни на 10 години, долгорочни на 20 години, каде што сите активни политички конституенти би се согласиле околу тие политики, за да може да имаме напредок. Се додека ние на секој 4 години ја рушиме куќата и пробуваме да изградиме од темелот нагоре, не можеме да стигнеме повеќе од прв кат. До кога македонското здравство ќе не биде болно и каде е лекот? Македонското здравство има, според мене, се наоѓа во еден крстопат во овој момент, или ќе оди кон јавно-приватно партнерство, бидејќи ќе стане неодржливо за Фондот на здравствено осигурување да сервисира услуги кои што се нереални, бидејќи некаде има превработеност, несоодветна вработеност и така натаму, или ќе дојде кон една рестриктивна политика на коректно политики уписни, каде што коректен број на студенти ќе се запишуваат и ќе завршуваат, ќе продуцираме онолку колку што ни треба и ќе дадеме конечно приоритет во капиталните инвестиции на здравството, односно ќе изградиме клинички блок, ќе ги реновираме болниците во Битола, во Охрид, во Велес, во Струга и така натаму. Или нели ќе се случи ова во наредните 10 години, или јас сметам дека ќе оди кон некаква форма на приватизација, кој што ќе биде голем проблем за граѓаните, не за докторите преди се, бидејќи ние сме сепак социјална држава и тоа бесплатно здравствено осигурување ќе треба да остане во минатото. Доктор Георгиева, што ќе биде пресудно
Или кој ќе биде моментот кога ќе речете овде нема перспектива, ќе се заминам? Најголем дел од колегите тоа се случува во моментот кога ќе станат специјалисти. Во моментот кога ќе станат специјалисти, ако не најдат приватна здравствена установа која што им пружа некаков квалитет на живот и се пронајдат себе си, тогаш креваат раце во битката со системот и мигрираат. Некои тоа го прават и порано, само по завршување на медицински факултет, искуствено гледајќи ни што поминуваат нивните повозрасни колеги. Благодарам за гостувањето и разговорот. Благодарам и на вас. Доктор Александра Георгиева, председателка на Сдруженијето на приватни специјализанти.